Повик на покаяние. Покајте се, зашто се приближи Царството Небеско. Исус Христос. Зборот покаяние е термин што предизвикува чувство на непријатност кај човекот во нашево модерно време. Слично на чувството кое го доживува болниот човек штом ќе го чуе името на некој непријатен лек. Но сепак во секое време, а уште повеќе во нашево, кое е многу тешко, уморно и несредено, ништо не е покорисно, понеопходно и понужно од покајанието. Човекот често не копнее за ништо друго посилно, иако можеби и нема јасна представа за што копнее. Човекот поседува голема желба за покаяние, бидејќи најубавите и најплеменитите зборови на човековата литература што го изразуваат највисокиот степен на среќата и најдостојните дарови што одговораат на најдлабоките желби на нашите души, се одморот, мирот, љубовта, радоста, животот, а сите тие се содржани во тој еден, иако некако одбивен збор и се ветени од нашиот Господ, кој што го повикува секого на покаяние и му ги дарува тие дарови на секој вистински покајаник. Не знаеме дали слушателот некогаш ја слушнал скапоцената покана која Господ ни ја упатува нам на луѓето. Дојдете при мене, сите обременети и изморени, и јас ќе ве успокојам, и ќе најдете мир за душите ваши. Дојдете, вели тој, при мене, повратете се при мене и приближете се до мене, сите вие кои што сте уморни и тешко обременети, и јас ќе ви дадам одмор. Во мене ќе го најдете одморот и мирот за кои што копнеат вашите души. Од сите бремиња и товари во овој живот, ништо толку не стежнува врз душата и така силно не ја притиска совеста како гревот. Од гревот извираат и сите други неволји на овој живот, вели црковниот отец Свети Јован Златоуст. Не е важно дали овој тежок товар на гревот го чувствуваат сите, а особено оние кои што се тешко оптоварени. Дали болниот човек опиен од наркоза чувствува болка? Меѓутоа, болката е присутна, а болеста го разјадува телото. Слично, и сите грешници кои што забележале и сфатиле што значи да се биде виновен пред Бога и го спознале добро множеството на своите гревови, откриваат дека во човековиот живот нема потежок товар, поненосливо и поодбивно време, поостер и посмртоносен отров, поболна и поразјадна мака од гревот. Затоа пророкот вели: нема мир во моите коски поради моите гревови, зашто моите беззаконија ја надминаа мојава глава и ме притискаат како тежок товар. Затоа тој ја кваси својата постела со солзи. Оние кои што се испитуваат подлабоко во себе си, на секој чекор од својот живот ја сваќаат тежината на товарите какви што се: егоизмот и себичноста, личниот интерес и лакомоста, гордоста и славолюбието.
ако секој од нас го испита своето минато или погледне во секојдневното искуство, ќе открие дека најголемиот дел од нашите грижи, нашите горчини и најголеми непријатности и жалости доаѓаат токму од неуспехот на нашите себични стремежи, од незадоволениот личен интерес, од нашата незаситна лакомост. Лакомост за пари, за задоволства, уживање, за допадливост и престиж, за позиција и чин. Од нашето рането славолюбие, од неуспехот на нашите скриени егоистички планови, од попречувањето на нашата волја, од избувнувањето на нашиот темперамент, ерупцијата на нашиот гнев, воглавно од ударите кои што нашето его ги подхранува во содрувањата во секојдневниот живот. Овие од секогаш биле општите и универзалните причини на човековите грижи и таги. Големите неволји кои што ја стегаат човековата душа и тело не се секојдневни и постојани. Но безредието, мало или големо, предизвикано од страстите и тенденцијата кон гревот во секојдневниот живот, во семејството, во нечија работа, во службата, во социјалниот живот, го прави животот да биде тежок товар, а постигнувањето на внатрешниот мир и одмор невозможно, и го подготвува патот кон тажна и кобна иднина. Нам не ни е познато дали нашиот слушател некогаш ја отворил за секогаш најмудрата книга Новиот Завет или Евангелието и го прочитал најценетото осигурување од нашиот Спасител Исус Христос. Јас сум воскресението и животот. Кој го слуша словото мое и му верува на оној што ме пратил, има живот вечен и нема да дојде на суд, туку преминал од смрт во живот. Духовната смрт е неспоредливо поужасна и помачна од природната, која што ние толку многу стравуваме. Духовната смрт не е предизвикана од телесната смрт, ниту од злосторства и војни, туку од гревот. Оваа смрт не настанува од одделувањето на душата од телото, туку со вечното одделување на душата од Бога. Со одделувањето на бесмртната душа од Бога, која што е изворот на животот, гревот ја фрла во бескрајна несреќа и сиромаштија. Животот на побожен и вистински христијанин е неизмерно посреќен од животот на најбогатиот и најславниот смртник на земјава, зашто тој никогаш не ќе згасне, туку по заминувањето од земјава, совршено среќно и вечно ќе продолжи. Одморот и мирот од една страна, како и радосниот и среќен живот од другата, се бесценетите дарови кои Христос ни ги дава кога не поканува на покаяние и враќање при Него. Поради тоа, покаянието е единствениот пат што го води до постигнувањето на овие големи дарови, кои што човекот толку силно ги посакува. Покаянието е единствениот лек кој што ја лечи душата затруена од гревот. Душата која што уморена стенка под тешкиот товар и дава нов, вистински и вечен живот. Дојдете при мене,
вели Господ, единствениот и едино непогрешливиот лекар и спасител, повикувајќи не на покаяние и враќање при Него. Дојдете при мене за да би можел да ве излекувам сигурно, за да им дадам одмор на вашите души кои стенкаат под многуте товари и да ви подарам нов живот. Имавте многу самоназначени лекари кои си се сметаа дека се лекари на другите, додека и самите тие беа полни со гнојни рани. Многу пати тие ветуваа дека ќе те излекуваат, но не направија ништо друго, освен што ти ја влошија болеста. Го направија потежок товарот. Или најмногу што сторија беше да ти дадат мевлеми кои ублажуваат или инекции кои ја умртвуваат болката за извесно време. Меѓутоа, како и во случајот на пациент кој што страда од маларија или тифус, кој што чувствува крајна слабост и изнемоштеност, нерасположение и треска, и површниот третман или паднувањето на температурата поради лековите нема да биде од корист ако подлабоките причини не бидат отстранети. Ако смртоносните микроби на маларијата или тифусот не бидат уништени. Така и во твојот случај. Материјалните добра на овој свет со кои некадрите и лажни лекари, заведувајќи и самите заведени, превземајќи мерки за да те излекуваат, не можат да го отстранат неспокојот, ниту да ја дадат одмор и радост на душата оттргната од Бога и поведена прво кон смртта. Еден е сигурниот лек кој што ги уништува подлабоките причини, го повратува здравието и донесува целосно оздравување, а тоа е вистинското покаяние и враќањето при Христа. На ова покаяние Господ не поканува со таква благонаклонета љубов и добрина, велејќи: дојдете при мене сите вие кои сте уморни и обременети, и ќе најдете одмор за вашите души. Оној кој што го слуша мојот збор има живот вечен. Драг слушателу, ти можеби им припаѓаш на оние луѓе кои што никогаш не го запознале вистинското олеснение и мир. На оние кои што имаат итна потреба од лекар кој што спасува и од здрав лек за своите души. А кој може да рече дека нема таква потреба ако стои далеку од Христа. Ти сигурно копнееш за радост и среќа. Можеш нив да ги побараш во световните места и во световните средства, но нема да ги најдеш, зашто тие таму не можат да се најдат. Можеби си прочитал многу книги кои ти зборувале за радоста, но ниедна од нив немала моќ да ја даде радост на твојата душа. Сега потруди се да слушнеш внимателно, за да разбереш што ќе биде овде изложено за покајанието. Тоа најголемо и најважно средство за спасението и среќата на душата. Немој да речеш дека тоа тебе ти е познато или дека немаш потреба да учиш, или дека не одговара на твојата позиција и чин со тоа што се занимаваш. Доколку при проучувањето на покајанието подобро дознаеш каде стоиш и жеднееш за покаяние, и ако правилно се покаеш, само така ќе ја најдеш патеката која води до Христа. Сигурно е знај, ни најмалку не плашејки се дека ќе сгрешиме, оти
ти веќе си зачекорил на патот на спасението, животот и среќата.